Постојано на телевизија слушаме разни термини кои никој не ни ги објаснува. Па затоа тука е информа. Во моментов актуелен збор е импичмент. Ако би играле асоцијации, првата асоцијација верувам дека ќе е председателот Иванов. А ние сега ќе пробаме да ги објасниме и да ги сврзиме тие асоцијации. Медиумите секојдневно не преплавуваат со термини и информации кои ретко се објаснети. Например, последно е импичмент на председателот. Стоп! Што значи импичмент? Тоа значи повлекување од председателска функција. Тоа е збор што објаснува дека председателот има направено некоја утка и дека треба да е во постапка на повлекување. Во нашиот случај помилува политичари кои се гонат за многу кривишни дела. Иако во меѓувреме Иванов го повлече тоа што го направи, протестите се уште траат затоа што сакаат Иванов да си оди од председателското место. Или, по дефиниција, отстранување од должноста председател на државата од страна на законодавната власт. Но со ред. Председател е шеф или шефица на државата и врховен командант на воените сили. Неговите овластувања се главно церемонијални. Тој се бира на тајни непосредни избори и неговиот мандат е 5 години. Доколку нешто неубаво направи председателот и другите државни органи сметаат дека тој или таа не си ја врши добро работата, имаат право да повикаат на одговорност. Тоа е како другарчето кое што сте го избрале за председател да не ги почитува работите за кои сте се договориле како клас или работи против вас заедно со наставниците. Бидејќи правилата важат за сите, секој кој ги прекршува ќе мора да се сноси со последици. Затоа одлучува собранието со двотретинско мнозинство по иницијатива на група пратеници кои формираат комисија, чија задача е да го испита случајот и да ја представи аргументацијата за тоа што сметаат дека е прекршено. Потоа, преку гласање се утврдува импичмент. Низ блиската историја на Америка има два случаи кои што би можеле да ни бидат познати за покренување импичмент. Аферата на Бил Клинтон и скандалот со присушкувањето на Никсон. Додека последен успешен импичмент се случи во Бразил, каде на нивната председателка и беше изгласан импичмент за корупција, додека нивната земја е во рецесија. Во моментов комисијата прави случај за импичмент на Ѓорги Иванов. Ги следиме случувањето.